Добро вечер, гледате Топ тема. Какво е влијанието на израелско-иранскиот конфликт врз светската економија и кои се евентуалните ризици за домашното стопанство во случај на продолжување на конфликтот? Со овие прашања ќе стартуваме вечерашната емисија во која мои соговорници се Боријан Борозанов, директор на Джонсон Мети. Добро вечер. На Skype ќе го имаме и менаџерот на ОДВ Електрик, Огнен Цубалевски, и Сашко Наков, директор на Amphenol Technology Македонија. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Сите доаѓаат од автомобилската индустрија, која изминатиот период беше во фокусот на јавноста, но и под притисок на кинеската конкуренција, најавите за електрична транзиција и построги еколошки правила. Со тоа имаме доста теми за разговор во оваа емисија вечерва. Борозанов, еве ќе стартувам со вас, со она што беше и старт на самата најава на емисијата, е тоа колкаво е и какво е влијанието на конфликтот Израел-Иран кој што се случува во моментот пред се врз светската економија? Веројатно се уште е рано да имаме дефинитивна анализа. Никој не може да одговори на прашањето нели колку ќе трае, односно колкав е ризикот за ескалација. Оно што сигурно може да го очекуваме на краток рок е дополнително оптоварување на транспортните рути и синџирите за добавување, значи потенцијална ескалација во Црвеното море. Тој целиот транспорт, поготово од Кина спрема Европа, е веќе изминативе 2-3 години е под силен ризик. Ова се дополнителни фактори што може да го оптоварат тоа. На подолг рок треба да видиме, нели, видовте веќе цената на нафтата скокна, значи прашање е колку како тоа ќе се балансира. Да, сето дополнително може нели да влијае и да ги усложни работите. Да, мислам, уште една непозната во целата таа неизвестност во која што живееме, но евидентно е дека ќе има негативен ефект на глобалниот раст. Ова ескалација на конфликтот. И се разбира доколку оди до војна од полни размери, сигурно ќе има и поголем импакт. Доколку таа криза, тој конфликт практично се продлабочи, што тоа би значило, кои се ризиците и за домашното стопанство? Значи, најдиректен ризик е во однос на транспортните рути. Тоа ќе значи поскап транспорт, подолг транспорт, поголеми барања за кредитирање, односно за кеш во однос на робота што е во транспорт. Индиректно, деманд страната, нели, во таква ситуација на ескалација, нормално е од психолошки аспект да се очекува намалување. Прашање е колку тоа ќе биде, и ако гледате се уште пазарите не реагира толку драстично, но мислам дека ќе има мало влијание на вкупната побарувачка, поготово во Европа заради вкупната неизвестност во која што се наоѓаме. Да, но верувам дека тоа би влијало секако и на плановите за инвестиции на самите компании. Апсолутно, мислам, не е само овој дел од сложувалката, нели, живееме во еден свет каде што има работи што ги знаеме, работи што знаеме дека не ги знаеме, но се повеќе има работи што не знаеме дека не ги знаеме. И во таква ситуација на неизвестност, ретко кој би донел директна одлука за инвестирање. Тука во однос на корпоративниот свет не е врзано само за Македонија или за Европа. Сигурно е тоа дека компаниите се многу предпазливи како го алоцираат капиталот, и сигурно ќе има одложување на дел од инвестицијските одлуки во оваа година. Доколку го имаме Цубалевски, само да ме информираат од режијата, секако би сакала да го вклучиме со прашања. Во меѓувреме ќе продолжам со го имаме и Цубалевски, го слушнавме и коментарот на Борозанов во однос на она што се случува помеѓу Израел и Иран, војната, конфликтот кој што е актуелен во моментов, кој што
се интензивира и како сето тоа еве го чувствуваат во глобалната економија пред се компаниите со кои што можеби еве и вие соработувате, кои се ризиците и последиците? Добро вечер, Наташа. Само малку изгледа некој ехо има од моите звучници овде да го исклучам. Да. Дали е добар тонот? Да. Ало, се слушаме ли? Да, да, ве слушаме, Цубалевски. Наташа, се слушаме да, ли? Да, ве слушаме одлично. Добро. Јас се извинувам пошто не може да ја слушам. Да, значи, во цело се согласувам со тоа што го рече Боријан. Јас би додал уште нешто. Голем ризик постои од зголемување на цената на нафтата. Веќе имаме покачување на цената на нафтата околу 4,5 до 5% за ова помалку од една недела, што се случи после израелскиот напад на Иран. Се спекулира дека дури може да дојде до затварање на така наречениот Ормуски теснет, што е излез од Персискиот залив, каде што оди скоро 75% од светската трговија со нафта. Ако се случи до тоа, може да порасне нафтата на $400 за барел и тоа би ја турнало целата светска економија во една економска криза од невидени размери, би ја зголемила инфлацијата, би ги зголемиле трошоците на производство. Јас се надам дека нема да дојде до тоа. Да, тоа е на најцрното сценарио кој што... Да, како што рече Боре, ние не знаеме што ќе се случи. Духовите наместо да се смират, се повеќе се возбудуваат. Гледаме, слушаме максималистички сценарија, безусловна капитулација, борба до смрт, победа и така натаму, да не цитирам тоа што сите го гледаме загрижено во секојдневните вести. Но дури да не дојде тоа, ние како компанија ОДВ Електрик и целата автомобилска индустрија сме прилично воздржани во инвестициите минатата и оваа година, бидејќи сакаме да сме спремни на сите сценарии. Една од основните должности на сите нас како одговорни претприемачи е да го избегнеме што е можно повеќе ризикот. Оваа ситуација ја зголемува непредвидливоста во работењето за многу, да не кажам не проценти, туку класи, а едно нешто што е убиствено за било кој предприемач, за било кој потврд, да си има предвидливост во работата. Кога си има предвидливост во работата, на трошоците, синџирите на набавка, на пазарите, тогаш компаниите се отворени да инвестираат. Во ваква една ситуација, сите се обидуваме да ги скратиме трошоците, да оптимираме производство и да сме спремни на се, бидејќи може да дојде и нешто што никој од нас не го посакува. Да, но некако како изминативе години да се навикнавме на тие неизвестности, па од тука и одложување на тие инвестиции или повнимателно инвестирање, а сето тоа па на долг рок се одразува и на самите економии и на самите компании. Во цело се согласувам. Јас од короната навака планираме месец за месец, квартал за квартал. Порано тие планови пред короната не само во ОДВ Електрик, туку и во другите компании каде што сум работел, сме имале буџет за една година, форкаст за 3 години, визија за 10 години, и сега тоа визија за 10 години воопшто не постои во нашиот вокабулар. Гледаме месец за месец, гледаме да сме што е можно по-оптимални во нашето производство и да сме едноставно спремни за било која евентуалност. Еве, наков да се надоврзете и вие како во вакви услови или непредвидливости, неизвестности може да се работи? Ја би сакал да нагласам дека ова е моje лично мислење, немам можеби доволно информации за да можам да дадам по-релевантен суд, меѓутоа ја би се навратил на тоа Огнен што спомна за ковид, ја би се вратил и назад од 2008-2009 финансиска криза и не знам што се не поминавме последните 15-18 години. И мислам дека е време да се научиме дека треба да функционираме нормално во време на криза и дека она изреката која што ја има Дарвин, дека не преживуваат најсилните, ниту најинтелигентните, најпаметните, туку тие што најбрзо и најдобро реагираат на промените. И треба перманентно тоа да го правиме. Така да, мислам дека е тоа одговор на сите прашања. Ке има секојаш предизвици, сега е Израел, пред тоа беше Украина, Русија, пред тоа беше со полупроводниците недостаток, утре може да биде магнети, не знам. Постојано ке има некои предизвици, мислам дека треба да сме спремни за тоа.
и главниот одговор е дека треба да реагираме на тие промени и да имаме повеќе, да сме пофлексибилни, да имаме повеќе нашето портфолио, индустријата и секторите кои ќе ги покриваме да бидат што по-широки, за да можеме во одредена ситуација, одреден сектор или индустрија забавува, да можеме да се покриваме со другите и едноставно да имаме диверсификација што повеќе и на производи и на бизниси. И пред се да реагираме на промените, да не чекаме, да не очекуваме дека некој друг, треба и сами да бидеме повеќе проактивни, да можеме да што побрзо и што полесно ги поминеме. Брозанов, секако актуелни беа и царините, во моментов истекуваат и последните денови од таа 90-дневна пауза на царини за увоз на стоки во САД, што ги воведе американскиот председател Доналд Трамп, па еве кои се реперкусиите и сето она што беа последици од таквата царинска војна и уште една неизвестност денови во кои што се лиферуваа дури царинските стапки од 50, 100, 200. Видете, целата ситуација стана толку непредвидлива. Јас ке се повикам на една изјава од Джером Пауел, чермен на Федералните резерви, мислам дека ја даде во декември, јануари. Сега е моментот дека се наоѓаме во соба во која што наеднаш некој е изгаснал сјалицата и ако направиме потек, можеби ќе скршиме некоја вазна или ќе си го повредиме коленото, па можеби е најпаметно и ништо да направиме, дури светлото не се појави пак. Да, ни бара јасна стратегија, јасна слика за политиките кои што... Да, се разбира, тоа во реалниот живот и тешко е да го спроведеш и да бидеш толку трпелив. Имаше интересни работи изминативе месеци, значи имаше еден малце позитивен ефект од страна на побарувачката, поготово во Америка, како резултат на антиципирани повисоки царини во наредниот период, и тоа беше позитивно за компаниите затоа што успеваат да продадат повеќе и по поголеми маргини. Но веќе во јуни се забележува затишје и намалување, односно се забележуваат пукнатини тука во однос на вкупната побарувачка во Америка, што се разбира дека ќе има ефект и на инфлација и на вкупниот економски раст во Америка. Она што е импликација во, да речеме, тие текови на трговија измеѓу Европа и Америка, се забележува дека може би има мал намален интензитет, но сите го очекуваат оној конечен договор што не знаеме дали ќе се смени за 24 сати. А она што е евидентно е дека во однос на релациите Кина-Америка тука има сериозно нарушување и ескалација што примерно во автомобилска индустрија, например, доведе и до директни загуби кај америчките производители на возила. Форд, мислам дека беше еден од најгласните тука, иако Форд, ако покрај Тесла, еден од најголемите производители со локализирана вредност во Америка. Неизвестно е, се предвидува дека можеби до крајот на годинава ќе се избалансира. Сите сакаме да бидеме оптимисти дека некое взаемно решение ќе биде најдено. Има одредени сигнали дека рамковни договори се постигнати, како по примерот на Америка со Обединетото кралство и да речеме примирието измеѓу Америка и Кина во однос на деескалација на тие енормни над 100%. Има индикација дека во скор период ќе бидат објавени рамковните договори по региони. Би требало малце да ја смири таа ситуација, но ова долгорочно ќе има импакт, нема да застане. Да, тоа ми беше, дали се почувствува некој импакт и дома кај... Конкретно за Джонсон Мети зборувам, одговорот е не, меѓу другото затоа што Джонсон Мети има оперативна стратегија да произведува и да испорачува во регионот и да е лоциран во регионот. Значи немаме изложеност толкава многу на глобалните текови, но оно што е заеднички именител тука е и можеби е далеку од насловните страни, ајде така да кажем,
тоа што се случува во Кина поврзано со темата на ретки метали и можеби за прв пат најстрогите контроли за извоз на ретки метали што излегуваат од Кина. Состојбата дека преку 90% од таков тип на материјали се рафинираат во Кина. Тоа во моментов предизвикува сериозни главоболки за нашите купувачи и индиректно го чувствуваме и ние тој импакт. Има индикации дека Европска Унија паралелно преговара и дека ќе има можеби некаков повластен третман во однос на тој дел. Се надеваме дека ќе се стабилизира, но во иднина тоа ќе биде сериозен индикатор. Ќе додадам уште една работа за крај, Наташа, покрај трговските рути многу е интересна работа и друга е што се случува во однос на инвестицијските рути. Иако сите очекува поголем инфлоу на инвестиции, портфолио или странски директни во Америка, во моментов се гледа и обратен тренд. Значи, забележливо е дека одреден тип од глобалниот капитал се реалоцира на потенцијални можности во Европа, меѓу другото. И тоа е, ајде вака да речеме, знак за надеж дека можеби ќе имаме и поголем раст во Европа. Цубалевски, колку овој кинески одговор од страна на Кина на царините допре до домашните компании? Знам дека се соочивте со одреден проблем во делот на магнетите. Тоа што кај Бориан во Джонсон Метис има случајно индиректно, поради падот на побаровачката од страна на клиентите, бидејќи тие не можат да произведуваат без тие ретки метали, тоа кај нас се случи директно. Се уште не сме погодени, но околу 40% од нашето производство е зависно од едно микромагнетче, кое што е невозможно да се произведе без тие ретки метали. Сите производители на магнети се наоѓаат во Кина, и едноставно бидејќи постојат ретки метали во тоа магнетче, испораката од Кина за 2 или 3 месеци беше стопирана. Ние се уште произведуваме со полн капацитет, веќе првата извозна дозвола од Кина е дозволена, издадена, втората кајде да е треба да биде, така да со најголема веројатност ние ќе избегнеме директен удар. Но што значи тоа? Тоа значи дека во секој момент сме ние зависни од одлуката на кинеската влада, од било кои причини, веројатно политички мотивирани, да одлучи повторно: не ви дозволувам да го извезувате овие ретки материјали надвор од државата. Тоа ќе значи дека само производителите кои што ќе бидат во Кина ќе може да произведат. И покрај маргиналноста на овој производ во купната наша, во купниот буџет наш на купување, ќе ви кажам дека скоро да нема сензор без магнет, скоро да нема индуктивен сензор без магнет. Не е само автомобилската индустрија, војната индустрија, авионската индустрија. Едноставно, кога контролираш, да не зборувам за индустријата на батерии и за електрични автомобили, тоа е толку една критична полуга во светскиот економски систем, што тука мора да се најде некој решение, иначе ќе има сите заедно сериозен проблем. Наков, еве, колку вие може би почувствувавте индиректни или директни последици? Па ја би сакал да нагласам дека моје лично мислење е дека ќе се најде решение и непредвидливо, кој што кажа Бориан. Значи, никој не може да предвиди. Веројатно секој зазема преговарашки позиции во целата таа приказна за да добие што повеќе. И мислам дека нема да иде, ја не сум толку песимист дека ќе се оде во толку крајни граници. Ќе се оде до некое ниво дека може да се издржи и после ќе се најде решение. Претпоставувам. Генерално сметам дека ова со царините може да биде и можност за Македонија да се искористи, бидејќи ние во целата таа размена со Америка немаме голем удел. Да, нема директен. Индиректно имаме, меѓутоа и тоа не е толку значително, а можеме да искористиме, бидејќи сите тие, знаете, секој зло за добро, секоја несреќа е и можност да треба да се гледа како некоја можност. Така да ако Мексико е у проблеми со Америка, ние сме пополна дестинација од Мексико за да можеме да упаднеме. Ако Украина имала проблеми, добро, имаат, ама па ние треба да гледаме дека и од Украина голем дел се пренесе тука. Така да генерално треба да бараме
ние не сме главни некои чинители, далеку сме од тоа дека ние нешто влијаеме. Треба да следиме и да реагираме правилно, да можеме да го искористиме ова како некоја можност за Македонија пред се. Мислам дека сепак постојат можности кои што може да се искористат. Влијание има, меѓутоа за сега не е толку драматично. Трендовите на она што се случува на автомобилскиот пазар секако се клучни показатели за тоа во кој правец ќе се движи и самата автомобилска индустрија. Според последните податоци кои што се објавени, има во април, споредено со април минатата година, има раст од 1,3% на регистрациите на нови автомобили во Европската Унија, иако во почетокот на годината споредено со претходната има незначително, односно помал пат. Прашањето ми е колку и дали може да се очекува враќање на претходните стапки на раст на автомобилскиот пазар? Интересно е прашањето и ќе се обидам од повеќе аспекти да го одговорам. Може би да додадам, ајде, во однос на оној форкаст, нели предвидување што го имавме во ноември-декември ланската година, и покрај се што се случува сега, изгледа по-оптимистички, односно тоа што го гледаме во реалност е за добра мера подобро. Но тоа е на многу краток рок. Ако споредуваме со вкупниот волумен на возила, без разлика на кој сегмент, дали е тоа во патнички возила, комерцијални и така натаму, тие бројки од 2018-19 година се недостижни. Недостижни се. Мислам, тоа е новата реалност, тоа е факт. Европа како економија, значи, треба да има просечни стапки од минимум 3% за да се стигне тој волумен. Има една многу интересна работа што е можност во суштина, тоа е така наречена вредност по возило. Значи сакаме да кажеме дека возилата стана поскапи, но тоа и делумно е со причина, затоа што се почна да се нуди со еден куп различни опции што преходните генерации на возила не ги има. Значи, и покрај намалениот волумен останува можноста за фирми што се поагилни, да речеме отворени за нови технологии, меѓу кои и Джонсон мети, да зграпчат поголем дел од колачот од таа вредност по возило. Значи, очекувам дека ќе има консолидација, односно дека ќе продолжи консолидацијата во Европа на повеќе различни сегменти. Тие што се OEM, како Volkswagen, Mercedes и така натаму, ќе продолжат со тие стратешки инвестиции што ги веќе ги најавија и ги спроведуваат. Значи, не е прашањето колку и дали ќе биде исто како порано, туку колку може да ја растиме вредноста на возилата. Значи, го гледам како можност. Тука доаѓаат и нови технологии, значи не е само во однос на електрични возила. Целата индустрија се рекомпонира. Мислам, несомнено е дека можда најголема трансформација има за последниве 100 години во автомобилска индустрија. Тој, значи, мора да се прилагодиме на новата реалност. Цубалевски, минатата година исто кога разговаравме, автомобилската индустрија секако беше во фокусот, она што беа најави тогаш и за затварање на фабрики на Volkswagen. Сега последната информација е дека е договорено 20.000 работни места практично да се затворат односно луѓето доброволно да заминат од работа до крајот на 2030 година. Станува збор практично и за најголемиот европски производител на автомобили. Што е она што може да очекува автомобилската индустрија, од која што пак велам зависите и вие како компанија, вработувате и голем дел на работници и не само работници, се придонесува и со огромен процент во бруто домашниот производ. Значи,
Ќе почнам од крајот. Ние исклучително зависиме од автомобилската индустрија и тука пред се зависиме од европската автомобилска индустрија. Скоро 70-80% од германската автомобилска индустрија. За да им дадам на гледачите малку поширока слика, спремив некои податоци за пазарот на автомобили. Од 1960 година до 2015 година светскиот пазар на автомобили растел со просечен раст од 3,2% годишно. Че почнато е со негде, не знам, околу 10 милиони и стигнато е до 93 милиони возила продадени годишно. Од 2015 до 2024 просечниот раст на светската автомобилска индустрија е 0,1% годишно. Значи, тоа е намалување од 35%, 35 пати. Значи, сегас ние се наоѓаме во еден пазар кој што е заситен и кој што не расте. Имавме пред короната 17-18 една експлозија на 99 милиони возила продадени во светот, сега повторно се враќаме на 93 милиони возила во светот. Освен тоа се случува еден, би рекол, едно тектонско пореметување во тежиштето. Во моментов во Кина се произведува 32% од сите возила во светот, во Северна Америка 19%, во Европа 11%. Што значи дека Кина, самата Кина произведува 2% повеќе, 32% отколку Европа, отколку Европската унија или Европа без Русија и Турција и Соединетите Американски држави. Ситуацијата станува уште поинтересна кога ќе се види дека минатата година во процентот на електрични и хибридни возила, 64% од нив се произведени во Кина. Значи, 2/3. Тука не станува збор само за кинески брендови, тука станува збор и за јапонски брендови, корејски брендови, но што имаат производство во Кина. Што значи, ние, ќе се надоврзам на Сашко Анаков, ние сме толку мали, толку немаме влијание во светските текови, али она што можеме да го сториме да ги наблюдуваме тековите, да ги разбереме и да се прилагодиме. Значи имаме така наречена disruptive innovation, според Јозеф Шумпетер, познатиот економиста, значи револуционерна промена која што веројатно целиот пазар на автомобили ќе го промени. Нема да изгледа таков како што имаме. Но кога би знаел. Како ќе изгледа? Значи две клучни промени. Првата клучна промена е промената на двигателите. Се повеќе се оди од мотори со внатрешно согорување, бензински или дизел, кон електрични мотори. Освен тоа, постои уште една технологија, водородни мотори, кои што според мене технолошки е многу по-соодветна отколку електричните мотори, но се уште зазема едно многу мало место на пазарот. Како и да е, моторите со внатрешно согорување по ред причини ќе изгубат својата market share, се обидам да го на македонската израз, своето учество во пазарот, својот пазарен удел, да. И го изгубува својот пазарен удел. Од друга страна имаме автономно возење. Значи во многу градови во светот, мислам дека прв почна Вухан во Кина, сега и Тесла има во неколку градови во Америка, сега и BioDream има во многу градови во Кина, почна да возат автономни таксија. Значи таксија без возач. Што значи, во момент просечно еден автомобил во Европа и во Северна Америка се користи 2 до 3 часа на ден. Јас мојот автомобил го користам 20 минути до работа и 20 минути назад. Ако еден час во тек на денот, тоа е многу. Кога ќе постои автономно возење, веќе можеби нема да сакаме да имаме сопствен автомобил, ќе си порачаме автономен автомобил, некој такси или собирно такси, нема да бидат седиштата наредени како што се сега, бидејќи нема да има возач, нема да има потреба да се гледа кон напред, можеби ќе бидеме сите во некој круг, за да може да се разговара, може тоа ќе биде како дел од социјален ивент, ќе биде нешто како купињата во возот. Постојат многу студии, неколку од нив ги имам јас прочитано, и мислам дека односот кон возењето ќе се промени. Само ќе го цитирам Елон Маск, уште пред да падне во немилост, тој кажуваше дека во иднина, да, теоретски ќе постои можност да купиш автомобил да го возиш самиот, ама тоа е исто како сега можеш конј да земеш и да отидеш од Охрид до Струга. Ама тоа пред кој го прави, тој пред се задоволство. Така да веројатно целиот тој user experience, целиот тој доживување на автомобилот и како ние го упојуваме автомобилот, веројатно за 10-15 години ќе биде сосема различен. И се тука и прашањето дали Европската унија па и Америка ја губат трката со кинеските електрични возила. Еве Наков,
коментар. Да, можам нешто да кажам и тоа колегите мои беа толку исцрпни и детални, така да мислам дека скоро се кажа. Па не, ја мислам дека не е тоа така баш, не оди тоа баш така дека некој ќе го изгуби приматот или некој ќе доминира премногу. Мислам дека сепак тоа ќе има одредена поделба и нема да биде баш. Ќе видиме во која насока ќе се одвива, така да дали електричните има најави дека ќе бидат доминантни, меѓутоа сега целата таа. Но не се движат со посакуваното темпо. Па не се движат темпо... бидејќи сега зависно од тоа, знаете како е сега, ние збориме, ова е од некои мои размислувања, значи Европска унија како пазар треба да направи инфраструктура. Вие ако сакате земете ги балканските држави, ако сакате да идете за Грција, со електрично возило е скоро мака да отидете до таму. Каде ќе најдете полноќ, па има, нема, па колку е брз, па колку не е брз полноќ. Сите зборот ми е дека тоа зависи, инфраструктурата зависи од државите, самите држави, самите влади. Така и ќе биде дали ќе бидат они доминантни или нема, зависно од тоа на кое ниво е, пример. Ја да сум премиер на Германија, на кое ниво е мојата индустрија за електрични автомобили, така ќе ја форсираме инфраструктурата. Нема да, нели, и за дизел автомобилите беше дека ќе престанат 25-та, 28-та, 30-та, па сега некој се тоа се пролонгира. Дали ќе биде па 2035-та сега и бензинските, меѓутоа се тоа оди развлечено, зависно од тоа кој како има удел на пазарот на автомобили. Така да нема толку лесно Европа да се откаже од автомобилската индустрија да го предаде приматот на туку така. Ние пак ќе продолжам, ние треба да го следиме она што е Think Global, Act Local, да следиме што се случува глобално, да реагираме локално во нашите услови во македонските, што ние од целата таа ситуација можеме да искористиме како бенефит. Мислам дека можеме, ако треба, ќе менуваме асортиман, портфолио, ќе менуваме производи, проекти, така да треба во таа насока повеќе да бидеме флексибилни. Не очекувам, генерално не очекувам дека некој ќе има доминантен некој примат. Тоа беше ако се врзите сега не за автомобилска, да правиме паралела со 5G, 4G, 5G, па не знам што, па и целата таа приказна не оди баш во таа насока во која што се очекува или со електрични возила или не. Така да бидеме малку предпазливи, не очекувам дека некој ќе има примат во било што. Ние треба, сепак за нас, ние сме Европа, за нас Европската унија и европските компании се главен пазар и мислам дека ќе има доволно простор за нас како Македонија и македонски компании да работиме и тоа и текако доволно. Ние не сме толку големи за да можеме да се заситиме. Има простор, можеме да... Прозанов амбициозен беше, предпоставам, веќе јасно овој план до 2035 година да не се продаваат возила со внатрешно согорување, што предпоставам можеби не толку одеше во прилог на Джонсон Мети. Меѓутоа, еве кои се сега проценките и зошто тој план некако како да не успева да се реализира онака како што беше првично замислен? Веројатно одговорот е ако ги анализираме индустријските политики на секој од различните региони. Значи, Кина успехот на, да речеме, транзицијата спрема електричните возила се должи, веќе тоа е очевидно, на големи субвенции на целиот синџир на додадена вредност во изминативе 7-8 години. Значи, и од аспект на истражување и развој, но и инвестиции во капацитети, дури и на trade finance, односно финансирање на надворешна трговија. И резултатот е очигледен. Значи, кај нив пазарниот удел на електрични возила е над 30%, споредено со Европа, каде што е помалку од 12%. Контраст на тоа е Америка, нели, од еден аспект беше со индустријската политика на администрацијата на Бајден, која сега во моментов се менува за 180 степени. Да, комплетно добива сосема друга... Да, и тие веќе одат по друг пат, значи ја крена бариерата високо за азиските производители и домашната индустрија ќе се развива малце поинаку. Но да се вратам тука во однос на Европа и на импактот на Джонсон Мети и која е силната страна на Джонсон Мети во целата ова транзиција. Точно е дека во однос на нашиот тековен бизнис
тековни производи, значи има директен импакт темпото на реализација на таа енергетска транзиција, да ја наречеме генерално, но веројатно не е многу познато дека Джонсон Мети е еден од светските лидери во тие така наречени мембрани за горивни келии, што се пред се базирани на погонски единици на водород. Еден вака факт, Аполо 9 мисијата, например, за слетување на месечината имала мембрана која била произведена од Джонсон Мети во 1060 некоја година. Значи тоа го гледаме како потенцијална можност за комплементарен развој на бизнес. Диверзификација, претпоставам, на целиот. Но да се вратам на вашето прашање, значи очекувањата беа преголеми и веројатно не поддржани во Европа со соодветна поддршка не само на делот на инфраструктурата, но на делот на research and development или во форма на поддршка на националните шампиони, значи конкретно на компаниите, големите компании во Европа. Тие останаа малце позади. И сега веројатно е повеќе од евидентно. Тој рок од 2035 со голема сигурност, значи ќе биде поништен. Мислам дека ќе има така наречена демократизација на различните алтернативи за тешките и за комерцијалните возила. Моторите за внатрешно сагоревување ќе бидат присутни долго време, што секако оди на тоа на кај што е силната страна на Джонсон Мети. Мислам, ние во комерцијалниот сегмент во одредени типови на возила дури имаме и преку 50% пазарен удел глобален, и тука ние јаката страна. Да сумирам, интересно е да живееш во интересни времења. Нели, предизвиците се големи, проблемите се тука не да се жалиме, туку да се обидуваме да ги решаваме, ако успееме да ги решаваме брзо, ефикасно. Главниот проблем во Европа е, меѓу другото, и времето потребно за развивање на нов модел на возило. Колегите знаат, традиционалниот европски модел, начин на размислување да вадиш ново возило, во најдобар случај секој 48 месеци, значи 4 години се потребни за развој на нова платформа. Кинескиот пример покажува дека е совршено можно тоа да го направи за 18 месеци, што е предизвика за нас да бидеме многу поагилни, поиновативни и поодлучни каде играме, за да може да бидеме конкурентни. Така, одиме тука кусо со реклами, потоа се враќаме назад во студиото. Назад сме во топ тема. Борозанов, Наков, Огнен Цубалевски се мои вечерашни гости. Ќе продолжиме онаму каде што практично и застанавме пред рекламите, а тоа е влијанието и агресивната експанзија на кинеските електрични автомобили. Цубалевски, и за вас прашање, дали Европската унија ја губи таа трка со кинеските електрични возила? Мислам дека тоа е малку преголема одлука за моето искуство и знаење. Јас само би му сакал да посочам на неколку работи. Во почетокот Кина беше интересна како земја со ефтина работна сила. После стана интересна не само како земја со ефтина работна сила, туку и како голем пазар. Следната трансформација на Кина беше што Кина направи една до сега во историјата, барем за мене, нечуена автоматизација и оптимизација на производството. Значи во Кина во моментот инженерите коштаат веројатно повеќе отколку во Европа, но затоа нивото на автоматизација и на роботизација е многу повисоко отколку било каде на друго место во светот. Последна работа е што 2024 година првпат во историјата Кина има поднесено повеќе патенти од Соединетите Американски држави. Повеќе барање за патенти. Иако тоа не кажува многу, но сепак и тоа е еден показател. 2023 се уште Америка беше број 1, Соединетите Американски држави, во 24 Кина е број 1. И можеби последна интересна информација,
за луѓето што ги следат случувањето во Америка, каде што им се одземаат визи на странските студенти. 8 од 10 најдобри универзитети во така нареченото STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, наука, технологија, инженерство и математика се наоѓаат во Кина. Така да јас лично мислам дека во овој период на дисруптивна трансформација скоро сите карти се во кинески раце, со тоа што повторувам, мислам дека премалку знам и премалку искуство имам за да можам јасно и гласно да кажам, али тоа се факторите што ме тера да го кажам. Кога зборуваме за автоматизација и роботизација, неминовно се отвара и прашањето за продуктивноста на работната сила. Факт е дека имаме ниска продуктивност споредено со она што се европски статистики. Ева, Наков, како кај вас се работи на подигнување на таа продуктивност и колку за тоа удел имаат и самите инвестиции што ги прават компаниите, односно инвестирање токму во овие сегменти на автоматизација пред се на процесите, веројатно сме малку и подалеку од таа роботизација да зборуваме. Зголемувањето на продуктивност е неопходно. Мислам, тоа е барање од клиентите, тоа секогаш имате за секоја година за колку треба тоа да се подобри и едноставно е нешто кое што мора да се прави. Сега, тоа зависи од повеќе фактори и не може само со една активност да се реши или да се подобри. Тоа е долготраен, секојдневен, макотрпен процес, и тоа ако се работи систематски на крајот на годината или на крајот на семестрот се евидентни тие резултати. Сега, една од активностите е сигурно вклучување на сите вработени во тој процес. Морате да ги слушате и нив и нивните сугестии за да можете да имплементирате преку разни методи кои што носат најмалку инвестиции пред се, тоа се со кајзен и било кои какви други методи кои што можете да ги искористите и се добре дојдени да ги искористите. Втората работа е со одредени инвестиции, и тоа не значи дека мора да бидат преголеми инвестиции. Едноставно креирање тимови за подобрување и тимови за автоматизација кои што ќе работат секојдневно, ќе им биде тоа тема односно предмет на работа со подобрување од секој аспект гледано, надградување на опремата, па дури и градење на нови уреди и нова опрема која што ќе даде подобри резултати. И сметам дека од повеќе сегменти на сите делови треба да се работи цело време, посветено и остварливо. Мислам дека тоа евидентно е дека е остварливо и не е спорно. Само ќе треба сигурно што повеќе да се оди во тој сегмент. Сметам дека што повеќе самите компании внатрешно имаат ресурси да работат на таа проблематика, да не очекуваат премногу од сабконтрактинг или некој, што повеќе може да се прават уреди, надградба или нови уреди, бидејќи лид тајмовите, времето на испорака на било што ќе опрашате се страшно големи, додека да го добиете тоа ќе помине доста време. И сметам дека е тоа пат. Автомобилската индустрија се соочи реално со криза, особено изминатата година. Споменав и претходно, се затвараа фабрики, се губеа работни места. Еве, Цубалевски, првин ќе ве прашам вас доколку се уште ве имаме на линија, колку тоа влијаеше во намалување на бројот на работни позиции во компанијата? Ние, за разлика од лани, оваа година имаме 200 работни места помалку. Но дали се должи на кризата или се природен одлив? Не, се должи, тоа е природен одлив. Ние како компанија имаме донесена одлука никогаш да не отпуштаме луѓе заради економска ситуација. Тоа се случи за време на короната, ние никого не отпуштивме, сме имале и други тешки времења. Значи, едноставно лани некаде во јуни одлучивме да не запослуваме ќе нови луѓе и да дозволиме тој некој природен одлив да го оптимира бројот на луѓе. Паралелно со тоа почнавме многу да инвестираме во автоматизација и во роботизација и ги работиме сите оние работи за постојано подобрување што ги спомна колегата Сашко Наков. Така да успеваме, благодарение на тие инвестиции во автоматизација и подобрување на производството, да го држиме истиот или малку поголем обем на производство што го имавме лани, со 200 луѓе помалку. И се разбира, благодарение на тоа и профитната маржа малку се зголеми оваа година, не многу, бидејќи имаме големи инвестиции. И оно што би сакал да кажам, што е најважно за нашиот успех, ние многу инвестираме во инженерскиот кадар оваа година.
изминатава година, изминатите 12 месеци и развивме многу силен тим што е во состојба сите овие нови решенија што веќе постојат на пазарот, што дури и не се ни толку многу скапи колку што беа до пред 2-3 години, што ќе може да ги имплементираат во нашето производство. Јас мислам дека тоа би било една добра идеја за сите производители во Република Македонија да размислат каде и на каков начин може да го автоматизираат производството, со тоа да заштедат трошоци и да се овозможат иднина, бидејќи демографијата македонска ја знаеме каква е, се помалку луѓе се раѓаат, се уште имаме исилување од Македонија, така да едно фокусирање на автоматизација сигурно мислам дека би било многу добро за Македонија. Кога веќе споминавте и профитната маргина, Борозанов, последните податоци кои што се однесуваат на минатата година покажуваат дека Џонсон Мети секако е во добивка, меѓутоа таа е намалена во однос на претходната година за 17%, ако не се лажам. На што се должи овој пат? Бидете, голем дел од тоа намалување можам директно да го поврзам со зголемувањето на даночната стапка. Мислам како резултат на воведувањето на глобалниот данок на добивка. Ние и претходно бевме најголемиот плаќач на данок на добивка во Македонија, но сега сме подложни на стапка од 15%, а не на 10% како другите компании. Оттаму на ниво на правниот ентитет е тоа намалување од 17%. Веројатно ако го споредам само врзано со волуменот или со тоа што е намалување на производството од преходната година, ефектот е релативно помал. Но на консолидирано ниво, значи на ниво на дивизијата каде што оперираме, значи јас тука ги гледам сите ентитети заедно, затоа што нели во мојата европска улога ги комбинирам сите фабрики што ги имаме во Европа. Успеавме да ги зголемиме, значи да ги зголемиме профитните маргини за скоро 30%, односно ако го гледаме за период од 2 години за скоро 50%. Значи повеќе ова прашање го гледам на еден глобален консолидиран сегмент, него изолирано само на Македонија. Она што е, значи прво навистина сум воодушевен на тимот што го имаме во Македонија и има спектакуларни поединци и спектакуларни тимови тука. Навистина постигнавме многу последните 2 години. Мислам, една работа е константна за Џонсон Мети во изминатите 200 и кусур години колку што постои корпорацијата, без разлика колку има неизвестност и колку сме предпазливи да инвестираме, например, во згради, машини, нови погони. Силно сме посветени на инвестиција во талент. Значи, во овој период буџетите за тренинг, за обука, за нови знаења, може би ги триплиравме за последниве 2-3 години и тоа дава многу силни резултати. Она што е насока, поготово за Македонија, што се неколку проекти, што некој навистина сум горд како тимот испорача резултати, што успеавме да консолидираме некои глобални функции кои се тука. Значи, може би одреден број на производни позиции се намалија поради инвестициите во автоматизација, како што спомнува и колегите, но навистина, да речеме, глобалниот Center of Excellence за сметководство поврзано со благородни метали, например, е лоциран тука во Македонија. Исто добар дел од IT поддршката поврзано со загрото од сите производни локации, успеавме во последниве 12 месеци да го локализираме тука во Македонија. Зошто го потенцирам ова? Може би тоа е како мал експеримент што покажува дека има потенцијал да се вложува дополнително во поголема додадена вредност тука локално и ќе продолжиме во
во таа Со оглед насока. дека во вашето портфолио се и Германија и Полска и векуса, само каква е состојбата и сликата таму? Видите, мене искрено големо изненадување ми беше кога стапив на таа позиција колку се слични проблемите на тие различни локации. Значи секаде се зборува за слабката на партиципација на работна сила, за нели продуктивноста, како да ја зголемиме и така натаму. Полска е навистина импресивно колку од аспект на индустријска политика и колку од аспект на зрелост на индустријата успеа последнија 15 години да испорача перформанси. Значи, агресивно инвестираат во образование, во развој, значи имаат соодветни резултати. Германија некако имаше во изминатиот период соодветен, ајде да речеме, неодлучност каде да се продолжи, односно која насока да се фати. Премногу, како и сите ние во Европа, анализира различни опции, но сега можеби има еден, ајде за германски прилики, воздржан оптимизам дека ја знаеме насоката по која што треба да се движиме. Секако, тоа што е компаративна предност, младост, желба за знаење, желба за надпревари, желба за исполнување на резултати, тоа е повеќе врзано за компанијата него за земјата и тука инвестираме. Одиме кусо, тука уште еднаш со вториот блок на реклами и се враќаме назад во топ тема. Назад сме во топ тема. Борозанов, Наков, Цубалевски, мои вечерашни гости. Наков, еве зборувавме за делот на профитите со Борозанов. Кај вас последните податоци за минатата година покажуваат раст на добивката од 20%. Еве на што се должи тоа и како е во првиот квартал, односно кои се очекувањата за годинава? Па видите, ние перманентно веќе 12 години одиме во таа насока. Што би можел да кажам, едноставно мислам дека се е во луѓето. Луѓето го прават бизнисот, луѓето ги прават и резултати. Така да добар тим, добри луѓе на вистински места, релативна контрола на Како трошоци. успевате да најдете ви кадар? Дали увозот на работна сила во иднина ќе биде потребен уште повеќе за обезбедување на работници во... Сега кадар, кога збориме кадар, ако сметаме за технички, инженерски и менаџерски кадар, е една ситуација, друга ситуација е каде што треба поголеми бројки. Да речеме, ние уште од почетокот, ја лично се залагав и сметам дека тоа добра насока да инвестираме во кадарот и да земаме млади луѓе, амбициозни, мотивирани, не готови менаџери, прескапо платени, кои што ќе останат кратко време. Сме имали така, меѓутоа со мисија дека ќе бидат година, 2-3, додека да се воздигнат, да дојдат на ниво тие кои што треба. И за краток период, да речеме, успеавме да ја преземат лидерските улоги во компанијата. И веќе тоа е подолготраен процес. Секогаш кога правите некоја работа треба да биде одржлива. Значи, sustainable бизнисот да биде. Не е работата само да профункционира година, 2, 3, 5. Значи, треба да биде... Затоа и се оди во насока. Јас лично сметам дека одењето во насока за кадар помлад, кој што ќе со тек на време е мотивиран и ќе достигне висини и ќе преземе улоги се по-сериозни, е исправниот пат. Паралелно на тоа, сметам дека со бројот на вработени секаде е лимитирано. Ресурсите се лимитирани. Ја не викам дека опциите се или друга локација во државата, или сигурно дека постојано сега се збори за увоз на луѓе од странство. Тоа е процес кој што според мене треба да биде малку целото општество да биде спремно за тоа,
треба да бидеме спремни да ги прифаќаме тие луѓе, да имаме цела една друга од државата подготовка за да тие, ако дојдат такви луѓе, да бидат исправно селектирани, да можат да останат подолго трајно. Не е само да дојдат тука па за месец-два да ги нема, во таа ситуација не сте добили ништо, само сте изгубили бидејќи сте потрошиле време за обука некаква или за шкарт кој што го предизвикали, не дај Боже, рекламации, не знам што. Така да, тоа е еден процес кој што е сериозен, не е, има сега гледам агенции нудат и ние сме контактирале, не е толку веројатно лесно е достапно, ама сепак сметам дека треба општеството да се подготви за таа активност. Не е само одреден сектор или одредена дејност да го тоа прави. Цубалевски, вие рековте не сте вработиле во последниот период, иако има одлив на 200 работници, но како се справувате со обезбедување на соодветен кадар за производствениот процес? Малку да сега исправам мојата изјава. Не е дека не сме вработиле никого, туку не одиме на систематско надокнадување на кадрите што сте одат. Иначе неколку талентирани луѓе во секој случај имаме вработено. Кадрот, јас лично не гледам дека во Македонија демографската ситуација ќе се подобри. И затоа ние се одлучивме максимално офанзивно да одиме во инвестиции во автоматизација и во роботизација. Тука не станува збор само дали имаме расположлива работна сила, туку станува збор и за цената на работната сила. Како во секоја друга економска гранка, и така и на пазарот на работна сила понудата и побарувачката, ако не се балансирани, ако има многу поголема понуда од побарувачка, цената на работна сила се качува, што веќе Македонија почнува да носи на рап на екзистенција дале конкурентна на светскиот пазар, бидејќи ние не се конкурираме со земји како Германија, Финска, ние се конкурираме со земји како Северна Африка, Бангладеш, Југоисточна Азија, кои што имаат многу пониски примања од нас. Затоа единствен начин за нас долгорочно, што да се надоврзам на колегата Сашко Наков, долгорочно да имаме одржлив бизнис е да креираме квалитетен кадар, да го чуваме тој кадар да му дозволиме да се развива, да му дозволиме да греши и да освои нови технологии на автоматизација и роботизација, кои што веќе не би рекол се технологии на утрешнината, технологии на денешнината веќе. И Кусоеве, Борозанов, да се надоврзем, имаме многу малку време, веројатно за сето това се потребни инвестиции во образованието. Многу поголеми од она што се во моментов. Апсолутно да, и тука е можеби делот каде што заедно со државата можеме да направиме повеќе, да инвестираме, да најдеме одговор на прашањето како може заеднички да растеме. Значи, компаниите и државата. Одговорот е многу едноставен по мене, значи агресивни инвестиции во знаење, значи во технички центри, во капацитет на кадарот. Неминовно е дека либерализација мора да има на ниво поготово на тие стручни профили, да бидеме многу поотворени за раст, поотворени за нови идеи, погладни за нови знаења, затоа што тоа е единствен начин за да може да креираме економски раст. Джонсон Мети е можда лидер во тој сегмент, ги повикувам и сите други да ни се придружат. Тоа е рецептот за успехот како и на компаниите, така и на државата. Борозанов, Наков, Цубалевски, јас ви благодарам на сите за гостувањето во вечерашната топ тема. Вам ви благодарам за вниманието. Останете со нашата програма. Секако повеќе информации има и на нашиот интернет портал telva.com.mk.